Со обраќање на албански јазик Талат Џафери ја отвори првата седница како собраниски спикер. Кратко потоа продолжи на македонски во духот на како што рече толеранцијата, но за неговиот гест веднаш реагираа дел од пратениците и од јавноста. Ваквиот потек беше оценет како спротивен на деловникот и законските одредби од страна на пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Тој го повика, како што рече, пратеникот Џафери да ги почитува законите, барем до моментот додека она што го имаат договорено со СДСМ не го преточат во законска одредба. Почитуван пратеник Талат Џафери. Најпрво да ви укажам на една работа која што од самиот почеток на ова собрание и на оваа седница почнувате да го кршите деловникот и законот за употреба на јазиците. 2008 година, заедно со СДСМ и ДУИ, и 2011 година потоа, овој закон имаше свој амандмани. Во членот 3, став 1 пишува дека службен јазик во Собранието на Република Македонија е македонскиот. Ако продолжите да му се обратите на пратеникот Талат Џафери, тогаш согласно деловникот, законот, пратеникот Талат Џафери има право да го користи својот јазик и укажува понатаму све дури така ќе се обратите кон мене како пратеник, јас ќе ја користам мојата деловничка можност да си го користам својот јазик. И експертската јавност го дели мислењето дека председателот на собранието според сегашните закони деловникот смее да ги води седниците единствено на македонски јазик. Според универзитетскиот професор Башкем Селмани, Џафери немал законско право денешната седница да ја започне на албански јазик. Селмани за телевизија Нова вели дека обраќањето на Џафери е со цел за разгорување на политички страсти и интереси. Да, сега ако се оди во анализа на зборувањето или обраќањето, во однос на законот, секој пратеник има право да се обрати. Но како раководител или сега со седницата, како човек или како пратеник има право, но како председател не е предвидено со законот, така што мислам дека од двете страни повеќе се провоцираат страстите него што е успешно, бидејќи секоја работа што се донесува, бидејќи со рамковниот договор се предвидува пратеникот има право да се обрати. Но по толкувањето на македонски јазик го направиле дека пратеникот има право да зборува. И тука е основниот проблем, кој двете страни имаат право да го интерпретираат на својот начин. Значи, како пратеник има право, во однос сега на овие работи, ја мислам дека не е потребно на ниедна страна во овој момент да се провоцираат страстите. Професорот Љубомир Цуцуловски преку својот Facebook профил порача дека Џафери како пратеник смее да зборува на албански, но не и како председател на собранието. Точно е дека како пратеник господинот Талат Џафери може во собранието да се обраќа на својот мајчин јазик, но во тој случај треба да се обраќа од говорницата што е предвидена за обраќање на пратениците, а не од говорницата предвидена за председателот на собранието, пишува професорот Цуцуловски на својот Facebook профил. Според него, доколку Талат Џафери од говорницата која е предвидена за председателот на собранието се обраќа и како председател и како пратеник, тогаш не ќе се знае која е председателска говорница, а која е говорница за пратениците. Тоа значи дека нема да се знае кога некој говори во функција на председател, а кога говори како пратеник. Меѓутоа, тоа е чекор кон хаос. Хаосот пак е чекор кон политичка и раководна шизофренија, заклучува професорот Цуцуловски.